Денес е ден пред Свети Никола. Традиционалниот ден кога ние почнуваме да китиме и да се подготвуваме за новогодишните празници. Денешниот ден ќе го посветам на она што е наша традиција и постните јадења кои се спремаат за овие слави. Бидејќи се наоѓаме во ова непријатно време кога не можеме да славиме слави, не можеме да се собираме со пријателите, мислам дека е право време да експериментирате со рибата и се она што како постна храна може да се конзумира за Свети Никола. Денеска ќе ви подготвам риба која ќе ја направам во песто сосот нани ѓумбир. Јас ќе ве охрабрам да ја подготвите оваа риба, бидејќи се работи за еден неутрален ослич. Знам дека во нашата традиција се пастрмките, мајка ми и татко ми слават Свети Никола со години наназад и секоја година баба ми ги пржи пастрмките во наш традиционален начин, каде рибата се става во брашно, потоа се пржи на масло, а денеска јас сакам да ви понудам една поинаква верзија за да може да го направите празникот уште позелен и попразничен. Ќе направиме зелена риба во ослич со прекрасно песто. Денеска исто така имаме една прекрасна прилика да ви го презентирам нашиот нов пријател и помагател на емисијата, брендот Карес. Карес има прекрасни куински апарати кои од денеска па натаму ќе ни разобуваат нашата емисија. Јас сум пресрекна што нашите енергии се споија и ја препознаа мојата обседната со куински алатки и гаджети и ми дозволија да можам да експериментирам со најразлични алатки како да подготвувам нови начини за старите рецепти. Денеска ќе го употребам најпрви нивниот аван, прекрасен аван од камен, каде што ќе го подготвам моето песто. Стандардно пестото може да го употребите, да го направите и во блендер, нели апсолутно тоа не е грев. Меѓутоа, пробајте и на овој начин, бидејќи нането кое ќе го употребиме како основа за пестото, во допир со маслото брилијант ќе ги ослободи сите вкусови. Кујната ќе ви замириса на божики, на убави зачини. Значи ќе употребите цела китка нане, ќе ви требаат само листовите, значи полека ќе ги извадите листовите и ќе ги исечеме на мали лентички, бидејќи сакаме да почне да се ослободува вкусот. Не знам дали знаете, меѓутоа сите вкусови кои ги имаат дали зачинските билки, дали било кои намирници, се ослободуваат и се појачуваат во допир со убаво масло. Маслото е во суштина засилувач на вкусовите, за разлика од киселината која знае да ги спушти малку или ги неутрализира. Ќе употребам цела китка. Употребете и две, апсолутно ставете го само капачето на вашиот аван, зачувајте го за некој друг рецепт. Ова песто може да го користите и за да облеете, не знам, можеби пилешки стек во други услови. Јас денеска ќе направам риба, бидејќи сакам да го испочитувам празникот кој ни следи утре. Војно да им го честитам на сите кои се викаат Никола и го празнуваат. Јас само се надевам дека ќе останете одговорни и ќе ги почитувате сите оние препораки за да не се собирате по дома, бидејќи во овој момент е најважно сите да останеме здрави и да ја пребродиме оваа криза која, за жал, ја има во целиот свет. Ке си уживам. Знам дека е ливче по ливче, ама толку прекрасно мириса. Јас едва ја чекам пролетта за да ги имаме сите оние пролетни зачини, она прекрасно нане, босилек во купови. Сега веќе ги нема во толкави количини. Начинот на кој ќе го исечам е така што ќе ги ставам сите листови едно врз друго. Ќе направам во вид на ролатче и ќе насечам тенки лентички. Префрлете го нането во аванот. Повторно истата процедура. Ливче врз ливче. Убаво замотајте. Нането има потегава, не знам, структура. Кога би имало, не знам, да речеме, професии за зачините, нането може би било градежен работник, затоа што е цврсто, заедно со
За разлика од босилекот кој има нежна структура, полна со есенцијални масла. Сите зачински билки содржат многу есенцијални масла во себе. Од нив се прават најразлични масла за ароматерапија. Тоа е заради тоа што имаат лековити состојки внатре. Меѓутоа ги има и во самото ливче, во самото стебло и во моментот кога ги засекувате. Тоа изалегува, мириса прекрасно. Знам дека веројатно многу ви е криво што сите овие празници на кои сите се радуваме мора да останеме дома, но јас ќе се потрудам во емисиите до Нова година и до Божик да ви понудам најразлични начини како да бидете креативни во кујната и како да создавате прекрасноти со кои ќе ги направите среќни домашните, ќе имате прекрасни моменти со блиските. И еве за оваа пригода денеска ставив црвен кармин, секогаш треба да се чувствуваме пријатно и празнично. Тоа е мојот начин. Ми недостига, морам да ви кажам дека ми недостига оној период си кај се бајле таа трчаница со децата да се подготвиме за на работа, за во школа, да се нашминкам, да ставам, не знам, убава облека. Затоа сега имам сет на прекрасни пижами, бидејќи повеќе време сме дома, работиме од дома. И да се више малецки ливчиња, нема да можеме да ги свиткаме во ролат, само засечете ги грубо и ставете ги во аванот. Најпрви, дајте им благо неколку пати за да го испуштат есенцијалното масло, а потоа ќе ги додадеме останатите состојки. Нането го истолчив, ги испушти сите есенцијални масла и сега го префрли во сурибачи сад. Сурибачи садот е специфичен сад и има, не знам дали може да забележите, еве тука ќе се обидам да ви покажам, има рецки керамички рецки по целата своја површина, бидејќи на тој начин ќе помогне да го изрендате, односно дополнително да ги изгмичите и нането и останатите состојки да имате баш соединето песто. Начинот на кој се користи сурибачи садот не е со чукање, туку едноставно само се стискаат работите кои сте ги додале по краевите и под дивот на садот. И ве гледате, веќе почнува да се формира паста и ќе почнеме да ги додаваме останатите состојки. Имам едно чешне лук, еден прекрасен гаджет за дробење на лукот. Втората алатка денеска е ова прекрасно алатче за лук, значи го притискате, а потоа се движите со рацете за да може да се иситни. И многу е практично, бидејќи целиот лук останува внатре и само со една лажичка ќе го префрлите, нема неред, не останува никаде вишок во нашиот сад. Следно што ќе додадам е ѓумбир. Ова песто ќе биде во основа на ѓумбир. Ѓумбирот е многу јак и мислам дека ќе даде една таква прекрасна зимска нота на рибата, кога ќе додадеме лимон, сол, бибер. Имаме едно совршено искуство. Кога ќе го изгмечите во сурибачи садот, тој ќе се соедини, ќе направи паста. Пастата ќе добиете кога ќе додадете масло на крајот. Секако ништо без убаво, квалитетно, совршено масло како нашето. Префрлете го во садот. Имаме лимон, ќе ставам половина, а може би подоцна ако ми фали малку повеќе вода, ќе додадам лимон и 1 до 2 лажички вода. И повторно, дајте му малку внимание и направете паста.
Еве како изгледа моето песто кое веќе се соединија нането, сокот од лимон, ѓумбирот и лукот и на крајот секогаш оди квалитетно, брилијант маслиново масло. Ке ставаме малку по малку додека мешаме, заради тоа што сакаме да направиме убава паста. Со која ќе ги премачкаме рибите. И може би ще една лажица. Не знам дали ме слушате, маличка кога иде Дедо Мраз со звонци, со се, меѓутоа тоа е звукот кој го испушта садот. И тоа е тоа. Погледнете. Прекрасна зелена паста, празнична и убава, точно како за денот. Ке засолиме, бидејќи со тоа ќе ги премачкаме рибите. Имам еден сад, ќе ги печам во ватростално, заради тоа што сакам да ги гледам додека се печат, за да не ми изгорат во редната. Имам 4 парчиња ослич риба, доколку не ви се допаѓа осличот, слободно употребете друга риба. Не знам дали оди добро со пастрмка, навистина немам пробано, но вие пишете ни. Доколку пробате, може би одат како вкусови. Мислам дека ова песто, бидејќи е многу јако, ѓумбирот, лимунот, лукот, бараат по неутрална риба, а мене најнеутрален вкус ми има осличот. Меѓутоа, вие пробајте, експериментирајте, имате време сега. И ставете по малце. И убаво измасирајте го. Да навлезе во осличот. На крај ќе додадеме уште малце одозгора. Ајде така. Новогодишно и празнично. И преостанатиот дел додадете го дозгора. Ете така. Совршенство начинија. Одат во рерна од прилика 25 до 30 минути на температура од 180 степени. Или готови се кога ќе рибата ти треба многу малку време, меѓутоа вас ви треба повеќе време за сите вкусови да се впијат во рибата. Ќе бидат готови кога ќе видите дека веќе фаќаат коричка одозгора. Доколку сакате да го потребите овој рецепт во непосна варијанта, слободно додадете уште една лажичка путер. Денеска ќе се држиме до традицијата и ќе подготвиме исклучиво постни јадења. Рибата, јас сметам дека најдобро би било комбинација со убав ориз. Денеска ќе искористам басмати ориз. Може би не е традиционално за нашата кујна, меѓутоа ве охрабрувам да го пробате и тоа со новата убава алатка на Карес МК, која е прекрасен начин за 12 минути да добиете совршено сварен ориз во микробранова печка, секако на горење. Имате, денеска сакам дополнително да ви покажам каква играчка, јас ќе си ја наречам бидејќи многу ме радува, добив од Карес МК. Имате сет на мерици, односно садови, кои може да ги користите за различни намени. Мојата прекрасна чинија за месење, имате цеделка за тестанини, различни мерици
и интересни работи кои може да бидат прекрасен подарок во новогодишните празници кои доаѓаат. Сега ќе искористам мерицата која ми мери чашки, знаете дека сум многу лоша во мерките, односно не ги внимавам и се ставам од око, но оваа прекраснотија ќе ме натера малку повеќе да си играм во кујната и да користам гаджети, нели, за да бидам попрецизна и подобро да ви покажам како да ги подготвите моите рецепти. Имам една мерица, таа мерица е обележена од оздола и има точно една чаша, односно една шолја. За да го подготвите овој ориз во готвачот за ориз и за киноа, потребно е да го следите рецептот. Односно, ќе искористите една чаша басмати ориз. Видете дали е точно една чаша. Ставете ја во готвачот за ориз и киноа и ќе ставиме 2 чаши вода. Значи секогаш однос према 2, 1 према 2. За дополнително овој ориз да ми биде зачинет, ќе го наречам зачинет ориз, затоа што ќе има внатре окоморско оревче, малку цимет, односно ќе ме потсеќа на сите оние мириси кои ги имаме за Нова година и за Божик. Ќе ставам внатре суво грозје, затоа што сакам да се свари заедно со оризот, и ќе ставам малку несолени бадеми. Убаво ќе промешам. Малку ќе засолам, затоа што сакам да ми биде слоевито засолено јадењето. Го покривате со капакот нагоре. Многу е важно затоа што да знаете дека имате две опции, односно на овој начин кога капакот, иако го користите жлебот за да го затворите, оди во микро и на тој начин се вари, а секогаш кога сакате екстра течноста да ја исцедите, само го превртувате, го затварате убаво и гледате дека е издупчен и можете да ја исцедите без неред во кујната целата течност. Оди точно 12 минути во микро на 800 вати температура. Додека оризот ни се готви во микрода, ќе ги подготвиме сите оние работи кои сакам да ги додадам натре во мојот зачинет ориз да биде совршен додаток за рибата. Тавче во кое ќе пропржам малку фиде ди вела. Го правам тоа заради тоа што инспирацијата ми е од сите оние средноисточни јадења каде што оризот се користи во комбинација со пржена тортилја, пржен рамен, леп или било каква тестенина, односно има една екстра текстура. Оризот е мек, тестенината внатре ќе биде крцкава со бадемите, сувото грозје ќе ви биде едно изненадување благо внатре во секое залче. Ставете малку маслиново масло. И имам дивела фиде. Имам едно крукче. Убаво искршете го, за да имате малецки парченца. И пропржете го во маслото. Фидето пропржете го се додека не почна да ја променува бојата, односно готово е кога неколку ќе ви се појават дека се веќе сменети во кафеава убава запечена боја, меѓутоа тогаш тргнете го, бидејќи тестенините кога се пржат имаат тенденција да се пржат од кога ги тргнете од маслото во топлото масло. Моите мислам дека се веќе готови, да гледате веќе се делумно запржени, ќе продолжат да се готват, ќе ги тргнам на страна да ме чекаат додека ги подготвам останатите состојки. Ќе ставам една тава и ќе почнам да ги составам другите состојки кои сакам да ги ставам, а на крајот ќе го додадам оризот. Имам млади кромичиња, околу 4, односно една китка, и ќе ги исечам на малецки крукчиња, за да бидат доволно ароматични, а и нема убава манџа без кромит. Овој пат ќе искористам младо кромитче, може апсолутно да оди во комбинација и стар кромит, и сечете го на малецки куцки, заедно со зелениот дел, а дел ќе задржам за да го декорирам. Загреана тава,
Повторно, маслиново масло. Ставете убава количина, бидејќи знаете дека ставивме една шолја ориз кој треба да го додадеме внатре. И кога ќе се загрее, префрлете го кромито да се пропрши. Имајте го цело време на око, младото кромиче е многу нежно, знае брзо да подгори. Дајте му некоја минута. А кога ќе видите дека почнува да ја променува бојата, засолете за да ја испушти целата течност. Ево. Следно што ќе додадеме е варен морков. Обичен морков го сварив претходно и го исеков на куцки, заради тоа што сакам да имам шарен, убав, зачинет ориз. Морковот иде внатре, оставете го да биде, да се го сварете го до степен да не ви се распаѓа, односно да ја задржи својата форма, бидејќи дополнителните термички ќе се обработува, така да уште малку ќе се доготви, не мора да биде скроз сварен. Следно што ќе додадам е замрзнат грашок, кој претходно го извадив, малку да се отпушти. Мноштво на бои, баш празнично. Намерно ги избрав сите овие. Може да искористите оние златни мешавини што се, кои ги имаат овие состејки. Пченка, банана, промешајте да се соедини се и дајте му неколку минути да се спојат сите вкусови и да испари течноста по која се варени зеленчуците. Мислам дека ова е буквално уметност на кој начин функционира овој апарат. Еве, погледнете. Готов е, целата течност е испарена, бадемите веќе ја имаат впиено целата течност, имаат омекнато, сувото грозје повторно, ја има попримена од течноста. Нема потреба доколку сте ставиле малку повеќе вода, само свртате го капакот, обратно, апсолутно е точно пасува и може само да ја истурите целата течност. Јас мислам дека денеска користејќи ги нивните мерици употребив доволно вода и доволно ориз за да направам совршен ориз кој се двои зрно по зрно точно за мојот зачинет ориз. Ќе го префрлам во моите зеленчуци. Убаво ќе промешам. Внимавајте, нека биде на тивка температура, бидејќи може оризот да загори. Прекрасно изгледа, убаво мириса, сувото грозје, се она што употребивме. Ќе ги додадам, се сеќавате дека испржив дивела фиде, затоа што сакам да имам крцкава структура и мало изненадување додека гризнете, секое залче да биде полно со вкусови и различни изненадувања. Ке ставам сок од половина лимон. Феноменално. Цимет.
Имам малку морско оревче, половина лажиче. Ставам малку шекер. Може би нестандардно, но ви ветувам дека шекерот ќе го нагласи солениот вкус. Имам една лажичка црвен пипер. Ќе промешам. И ништо без дафинка. Мора да ставите малку од мешан суп зачин дафинка, кој на сите јадења им дава баш специфични и богати вкусови. Убаво промешајте. Нежно, бидејќи оризот е многу нежен. Еве ова прекрасна чинија на зачинат ориз, која со убавата риба која ја правевме во песто од нане, ќе има баш прекрасна содржина на секој ваш залак. На крај ќе засалам. И секако црн бибер. Моите производи денеска и секогаш во сите емисии ги доставува пакет МК, секогаш на време, што посебно ми е згодно во овој период кога се трудам да ги избегнам сите гужви по маркетите. Можете апсолутно да го искористите, бидејќи надвор сепак и студено, си избирате точен термин кога сакате вашата храна да дојде на вашата врата, а професионалниот тим на пакет МК секогаш ќе ве извести кога таа пристига. И тоа е тоа. Само да ја проверам рибата и ќе гледаме на послужувањето. Совршено. Зелена. Апсолутно прекрасно подготвена. Јас не можам да се изнарадувам на сите кујнски алатки кои ги добив од Карес МК. Имам убава силиконска штипалка која е совршена за да може да послужите секакви типови на месо. Може издржува високи температури, може да пржите, да ја готвите на скара. Сервирајте. Мојата продуцентка Маја ми донесе прекрасна новогодишна чинија. Сите убаво се грижат за мене, како што може да забележите. И на крајот ќе ја искористам мерицата за да направам убава купола од мојот зачинет ориз. И она што би сакала да ви кажам дека овој готвач за ориз и киноа може да го добиете и да биде ваш со 20% попуст во продавниците на Карес, односно при онлайн нарачка го внесувате кодот MAJA20 и оваа прекраснотија може да биде ваша. Јас знам дека денеска можеби употребив нестандардни рецепти кои не се можеби стандардни за нашиот празник Свети Никола. Но времето поминато дома ни дава можности да експериментираме и да пробаме нови начини како да ги прославиме празниците, а при тоа да ни биде забавно. Се надевам дека ќе се охрабрите и ќе не почистите со фотографии на профилите на Инстаграм и Фејсбук за сите оние работи кои ги подготвувате и рецепти кои ги добивате како инспирација од нашите емисии. А ние се гледаме веќе утре со нови идеи, со нови вкусови и можеби празрични идеи како да ги поминете празниците кои ни предстојат.